Со почетокот на туристичката сезона од март па се до првата половина на ноември, Македонија е најпосетена од странски туристи. Туристи има и во зимскиот период, но намален е бројот на групите и индивидуалците кои сакаат да уживаат во убавините на нашата земја. Почеток на март месец веќе се заприметува, особено за Скопје можам да кажам, бидејќи тука повеќе јас работам, дека е зголемен бројот на туристите. Дополнително од средината на февруари месец со чартер летовите кои што доаѓаат на секојдневна основа од Германија, од Франција, од Велика Британија, значи има по околу во просек околу 160 до 180 туристи кои што секојдневно доаѓаат од тие држави. Дополнително секако и од балканските држави, од каде што впрочем и во текот на целата година има најголем број на туристи. Изминатата година може ли да оцениме за успешно во туризмот? Апсолутно, значи тоа и бројките кои што ги извади и Заводот за статистика го покажуваат тоа, а и сите ние кои што работиме во туризмот, било дали сме туристички водичи, агенции, превозници, тоа можеме да го потврдиме во секој случај. Затоа што и по водењата кои што сме ги имале ние и преку Асоциацијата на туристички водичи и придружници на Македонија, сето тоа се потврдува дека можеби за минимално дури е и бројот повисок од она што беше во 2019 година. За оваа година очекуваме процентуално барем за 10% да се зголеми бројот на туристите во Македонија. Скопје, особено после изградбата на многуте споменици и објекти од проектот Скопје 2014 година, има добиено сосема поинаков лик, па и туристичките тури се поразлични од претходно, меѓутоа во секој случај секогаш главен акцент на нашите тури е старата скопска чаршија со незината убавина, калето, потоа нормално ги вклучуваме спомениците од проектот, камениот мост, дел од музеите, зависно кој колку нормално време има предвидено, меѓутоа во секој случај во централниот дел на градот е тоа. Дополнително дел од туристите кои што се заинтересирани повеќе кога говориме за културниот туризам, го вклучуваме задолжително и манастирот Свети Пантелеимон во Нерези. А оние што сакаат да уживаат повеќе во природата, обавезно одиме во кањонот Матка. Големините на групите се различни. Предизвик е да се работи со секој кој е дојден да се запознае со историјата на нашата мала, но богата земја. За време на великденските празници во земјава се очекуваат зголемен број на туристи, но и домашни кои ќе заминат надвор од нашата земја. Оваа година и православниот, и католичкиот Великден се паѓа на ист датум. Тоа се случува така на неколку години се поклопуваат, така да од тој аспект се очекува баш за тој период и странски туристи, веќе има нормално најава на туристи на поголеми групи кои што ќе доаѓаат во Македонија. А нашите патници, нашите туристи традиционално, значи, заминуваат во голем број некаде надвор. Во текот на целата година македонските агенции нудат аранжмани, меѓутоа некако статистички кога ќе се погледне, најголем број од туристите патуваат за Великден и бараат во тој период, значи некаде да се замине. Јас во овие 20 и повеќе години колку што работам како туристички водич, имам и групи и поединци, значи треба да споменеме дека има и доста индивидуалци кои што доаѓаат во Македонија, кои што некои индивидуално, самостојно, значи си ја посетуваат земјата и градот, а и такви кои што сакаат да чујат повеќе за нашата историја, па изнајмуваат водич. Па имаме мали групи и големи групи, некогаш знаат да видат групите и над 50 луѓе, односно кога ни доаѓаат од соседниве земји, да доаѓаат со дабл декери, со големи автобуси, со 70-тина патници, меѓутоа најоптимално е кога групата брои помеѓу 35 и 40 луѓе. Целокупниот туризам како сектор кога го говориме, значи потребно да претрпи одредени измени, да се прилагодиме на новите светски услови, затоа што туризмот сосема стана поразличен после пандемијата од она што беше претходно. Денеска луѓето се повеќе бараат нешто поразлично, се повеќе бараат нешто поавтентично. Секако културниот туризам се уште е можеби број 1, но голем дел од туристите кои што доаѓаат сакаат да видат и оној рурален туризам, и тука апсолутно Македонија може да добие многу, значи треба да се вложи многу повеќе. Дополнително ние сме
земја која што како е позната по гастрономијата, по виното, енологијата, така да има каде треба да поработиме повеќе и да привлечеме и поголем број на туристи, но пред се да ставиме акцент на периодот кој тие го поменуваат во Македонија, затоа што податоците во моментов кажуваат дека тоа е намалено споредбено со минатото. Денеска во просек помалку од 2 дена туристите кои што посетуваат Македонија остануваат тука, а во минатото тоа било повеќе, така да мислам дека треба да вложиме малце акцент на тоа, туристите да не останат повеќе денови во Македонија, без оглед на тоа што ние немаме море, како што една Грција, нели нашиот сосед, меѓутоа има друго што да понудиме и на кој начин да ги привлечеме да останат барем еден ден повеќе. Како значена туристичка дестинација, Скопје во јануари го посетиле 18.896 посетители. Од нив 2732 биле домашни, а 16.164 странски гости. Најмногу туристи во земјава доаѓаат од Турција, Србија, Грција, Германија и Бугарија.